Ало, Ало, работиш ли? празнам картици, полна батерија. Мислам да идам на протестов да маршираат за Палестина. За Палестина? Да, стоп на геноцид. Се собираат цел месец луѓе. Абе, кој го заволе за Палестина? Него ти идеш во овој нашиот директор жена му. Ши има на производство за перници, знаеш, такви луксузни скупи перници, нешто таму, не знам кај ги носат од Дубај, не знам, по оние елитни хотели. Па таму да намешти треба ТВС, репортажичка да бив. Накаде да сме фали малко, знаеш. Ме слушаш? Ме слушаш ли? Слушаш ли? Не. Измија крвта со собствена крв. Очие има, не знам во чие име. Воскресни, љубов, воскресни, 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 воскресите, разградирајќи твое име. Во твое име. Дали сметате дека медиумите се добар мост помеѓу активистите и јавноста? Може да бидат, меѓутоа мислам дека не доволно моментално. Посебно за оваа тема, Палестина. Мислам дека тоа има примарната цел да креираат јазик кој што го прави тој мост, ама мислам дека во овој економски систем повеќето потврдила затоа што не работат во служба на јавното добро, туку во служба на капиталот и центрите на моќ. Но мислам дека има многу светли точки медиумски што всушност се уште го прават тоа. Не мислам дека медиумите имаат било каква врска со јавноста, штитат разни интересни групи, интересовни групи, но од друга страна се создава нова клима, нов амбиент, спојуват нови медиуми, се е сега многу ефтино, нели, да се бавите со јавна работа. Дури поединците на некој начин се медиум за себе, некои снажни активисти, така што е хаотична сликата и на тоа поле кој на сите други полиња во современиот свет. Е многу мрачно, нема многу место за оптимизам, но зашо па и да не се бориме? Мислам дека ваквите медиуми како вас што доаѓаат од вистинска желба да ја променат приказната, не само да известат што се случува, се новинарите кои што може да бидат мост.